верувам дека во основниот проблем, дека постоело отсуство на политичка волја да се спроведе попис воопшто. Но не верувам и ден денеска, и нема да поверувам и во иднина, дека проблемот за тоа што не можеме да договориме елементарна методологија, покрај толку искуства наши, локални, од 2002, странски и така натаму, и дека целата приказна е всушност да утврдиме колку има албанци, колку македонци во државата. Јас во тоа не верувам. И сега ќе ви објаснам зошто не верувам, бидејќи имам некакви мои, ајде да речам, инсайдерски податоци, од податоци кои луѓе малку се занимавале со пописот и кои ми тврдат, се разбират, јас тоа не можам да го докажам, луѓето не сака да зборуваат јавно, луѓето не се во крајна линија компетентни и во официјално својство да тоа го кажат јавно, но јас верувам во нивната приказна, а тоа е дека главниот проблем на недостигот на политичка волја е што во Македонија во моментов ни фалат, ни недостасуваат и албанци и македонци. И тоа е клучниот проблем. Значи, видете што сакам да кажам. Ние, ако исходот од пребројувањето меѓу македонци и албанци била тезата раѓајте македонци инаку пропаднавме, пострашно од таа теза е сознанието раѓајте џабе бидејќи раѓаме иселеници. Значи, поентата е ако ние имаме, ако има проценка дека скоро половина милион луѓе вака или онака во признаено својство, во непризнаено својство, како иселеници, како гастарбајтери, како полугастарбајтери, излегле од Македонија, нема поголема критика, поголемо, како да кажам, поголем, посилен црвен картон за една политика од тој. Можеме да се објаснуваме, да се расправаме, да се караме, да спориме, да речеме ова било добро, во инвестиции сме биле добри, ваму сме биле лоши, но на крајот од сето тоа постои еден фантастичен податок, неверојатен податок, дека пола милион луѓе во последните, не знам, 8-10 години рекле чао, си одиме од ова земја. И тоа е резултатот на овие политики што се спроведуваат во оваа деценија. И по мене, и по овие луѓе што ме брифирале, приказната всушност за прекинувањето на пописот е паниката која релативно била потврдена и во првите 9 пописни денови. Луѓето излегле на терен, гледаат, нема луѓе. Таму каде што порано имаат некакво искуство, наоѓале броеле, сега секаде фалат луѓе. Јас искрено лично немав, иако имам едно мало лично искуство, мислам, своje приватно, немав впечаток до пред 2 години дека тоа е толку драматичен проблем. И може да кажем јас дека тој проблем сега го гледам со очи, го чувствувам околу мене и можам да претпоставам каква била драмата на политичарите, албанци, македонци, кои одлучувале за ова прашање кога сватиле дека ќе се соочиме за овој проблем. Има и нешто друго. Точно е дека пописот е врвна, како да кажам, методологијата на пописот овозможува да дојдеме до релевантни податоци за тоа колку не има во Македонија. А нели, ние сите живееме, кога ќе ве праша некој колку луѓе сте вие во Македонија, 2 милиона. Добро, тоа е нашата претпоставка и точно е дека некој попис полууспешен со ваква или онаква методологија, во крајна линија имаме институции кои тоа го работеле со децени, не се толку не да речем, луѓето не писмени, имаме политички проблеми, не се неписмени и дошли до некакви цифри. Работете кога тие цифри ќе ги споредиме со некакви евиденции кои се достапни и јас читав во медиумите тогаш и прилично многу долго размислав и го експлоатирав тој податок. Да, можеби немаме, можеби не знаеме државна тајна е колку имаме биометриски документи во државата, но еден податок не е државна тајна, знаеме колку имаме осигуреници во фондот за здравство. Претпоставуваме дека осигуреници во фондот за здравство нели се сите граѓани, освен оние не знам колку луѓе кои не се во никаков правен промет. Бидејќи никој не може да верува во ваков избирачки список. Ја го нарекувам малваџиски тефтер.
И што јас го нарекувам така, туку ОПСЕ вели дека избирачкиот список и другите технички аспекти на избирачкиот процес не се само техникалии, туку од нив зависи довербата во процесот. Ако ти мене ме лажеш на избирачки список, што додеш уште на 100.000 луѓе, што разговараме? Нема. Лажеме у правилата на игра, у броењето лажеме, у старт се лажеме. Според тоа, создаваме не само велам недоверба во овој избирачки процес, туку создаваме на општа недоверба во општеството. Дури е помал проблемот ова што овдека се зборуваше дека ние не можеме да водиме политики, науката не може да работи како. Имаме поголеме проблеми што има на општа недоверба. И затоа мислам дека тоа е клучен проблемот. И затоа мислам дека во наредните прилики медиумите и невладниот сектор и воопшто некаква интелектуална зеница треба да инсистира на овој битен клучен аспект, а не толку на етничкиот аспект. Ние имаме дизајнирано систем на некаква, ја нарекувам билингвална федерација во држава, кој функционира иако албанците се 20, а според нели овој попис е 25, нешто од 2002 година, но ќе функционира ако се 20 и ако се 30-40% на ист начин. Значи што ако албанците не бидат 20%, ако бидат 35%? Што сега ќе се што повеќе следува? Не толку е. Тоа е цензусот и тоа се правата. Кој патем решено тој цензус тие права не се ни се уште имплементирани како што треба, тоа функционира така како што функционира, но сега да кажам, имам чувство дека драмата не произлегла од таму, господин Бечев. Не произлегла драмата, имало некоја драма, очигледно, паметни се тие луѓе како вас што рекле, сме ние будали сега да го легитимираме ова што вие не можете тамо се договорите на зелена маса тамо, но мислам дека драмата произлегла од фактот што отсуството на луѓе во нацијата воопшто, што е трагично само по себе, нели, покажува дефинитивна, финална, драматична оценка за неуспехот на овие политики.